Почитувани граѓани на Република Македонија, ВМРО ДПМН најустро ги осудува сите политички притисоци врз вработените, дискриминацијата, малтретирањето на работно место, како и отпуштањето од работа. Огромен број на вработени останаа без работа само затоа што мислат и зборуваат поинаку од актуелната власт, или пак бараат почитување на законите и владењето на правата. За жал, освен секојдневните финансиски скандали, не престануваат ни секојдневните малтретирања и скандали со вработените во институциите. Особено, ако станува збор за професионалци кои не се истомисленици со властите од СДСМ. По последните информации, споделени со јавноста од страна на синдикатите, каде што се обелоденија информации за многу закани, преместување на вработени од едно на друго работно место, разрешување од работа, казни, незаконити откази, психолошки терор, ВМРО ДПМН изразува згрозеност и жалење, што во Македонија, наместо правда и мир, она што го ветувавте, имаме целосна политизација и сегрегација на вработените во јавниот сектор. Во работните односи, бесрамно и веќе јавно се манифестира непочитувањето на законските одредби, закани дисциплински постапки за вработените од трудовиот инспекторат, причини само затоа што ги почитуваат законите, само заради постоење на лична неспособност, лично градење на лажна авторитарност на работното место, па аналогно на тоа, од страна на некои раководни структури, позиционирање над законот и сеење на страв помеѓу вработените. Покрај тоа, сензационализмот и популистичкиот пиар на власта не застана. Го стави на колена социјалниот диалог и партнерството со кој што оваа влада најавуваше демократизација на работничките права. Лажно се најавија и 100% покривање на боледувањата заради ковид од страна на министерката Шахпаска и кој знае што уште не. Неделата како неработен ден, која што ја превзема од програмата на ВМРО ДПМН. За жал и тука, само празни ветувања, не знаат како да ја спроведат во реалното законско решение. Остануваат законите само на лист хартија, ако не им дадеме душа и не ги имплементираме, ние немаме законски решенија. Законско решение кое што ќе биде полезно за работниците, но прифатливо и за работодавачите. Мерките на економски спас излегоа тривијални, па сега и 5 сет мерките кои што ги чекаме веќе 3 месеци без реална основа за нивно реализирање. Ниту сега, ниту во скора иднина. Невработеноста расте, исто како што растат и бројките на заболените од ковид. Сите овие индивидуални пресметки, сите овие закани, се што сторивте само за неистомислениците во синдикатите, но и со целиот народ, преку тортура, преку скандали и неспособност за соочување за ковидот. Последиците на сите полиња ја уништија радоста кај македонскиот народ и ја убија нашата надеж. Тоа е стратегијата на СДС. Тоа е нивниот тим, тоа се нивните решенија, тоа е се она што ветуваа како програма. Да се уништи секој кој што мисли. Секој кој што мисли поинаку, кој што бара почитување на законите и кој што работи за доброто на својата земја Македонија. Но очигледно се лажите, господа. Сите оние кои што мислат така,
македонскиот народ се буди. Македонскиот народ, македонската интелигенција, вработените, работодавачите се будат. ВМРО ДПМН секогаш ќе биде за социјална правда и еднаквост, професионалност и унапредување на сите права на работниците. Се обраќаме до сите вас, вработени. Со вас сме. Не сте повеќе сами. Немојте да се плашите и да подлегнувате под притисоците, под заканите и да молчите. Користете го своето право. При крај се тортурите кон вас. На нив им се ближи крајот. Ве повикуваме, сите заедно, под барјакот на правдата и достоинствениот живот, предводени од ВМРО ДПМН, да застанеме против злоупотребата на правата во врска со се она што значи работен однос и антисоцијалната политика на оваа власт. Денес е величествен ден. Денес е ден на велики поклади или традиционално меѓународот препознат како прочка. Чест ми е и задоволство да ви го честитам денешниот празник на сите кои што сте од христијанска вероисповест. Простувањето, работењето на себе, свесноста за сите работи кои што сме ги направиле, почнуваат од нас самите. Се прашувам, дали некогаш оваа власт ќе смогне снага да си прости за екзодусот и уништувањето на сопствениот народ и сопствената држава Македонија. Ви благодарам.